држава печатната 41. Тоа е историски факт. Ми покажете тези значки там също. Ова се со бугарски печат, со бугарски надписи. Секој еврин морал да си ја купи и да му биде се сушиена. Значи не му ја давале гратис. Коштала 20 лева, мислам. А ова се Какво е това? каталози, односно картони со кои што биле одбележани секој дом на каде што живееле евреите. Значи, име на домакинот, односно главата на фамилијата, морал да биде напишан и на вратите му било ставано дека е еврејски жител, односно дека е евреј. Вие казахте, че бил направен каталог, моля пак да го повторите, каталог с снимки. Значи, во Битола, 1942 година, бугарската полиција им наредува на главите на еврејските фамилии да донесат фотографија и да напишат на адреса на живење. Тој е единствениот каталог, таков каталог направен за време на Втора светска војна. И благодарение на тој каталог ние ги имаме сликите од сите оние депортирани луѓе. На долните слики, на долниот дел во музеот, тие слики се ставени. Ние имаме околу 3.500 слики од 7144 депортирани евреи. Битолските ги имаме скоро во целост, скопските и штипските евреи, граѓани на државата, кои што биле комши, кои што биле пријатели со нив, имале слики, ни ги донираа за да можеме да ги овековечиме, за да не бидат само бројка со име. Тука да видиме дека тие биле живи луѓе. А ова се декларациите кои што се пополнувале, гледате, Давид Исак Александар, поданик български. Че не е дека немале државјанство. Пред самата депортација, бугарската фашистичка влада ги прави евреите апатриди, односно луѓе без државјанство, за да му биде полесно при депортацијата дека не се депортирани од Бугарија. И внатре е напишано се колку му е подвижниот и неподвижниот имот и колку данок треба да плати. И това са декларациите на всички македонски евреи. Че еве го, овој требало да плати 25.000 лева. Само на секунда ще помня така да оставите кадъра, за да го погледне камерата. Къде е това? Моля ви, Павел. Всичко. Разлистим. Да, ще мога да го отворите пак и да го разлистите. Ова се преписки, дописки кои што ги имале со властите, односно имотот кој што го поседувале. Швейцарство на България, добре? Дигни малко. Добре. Нещо друго ще ни покажете ли? Да. Вади ги флипоат. Тук сега са флипоат, които две са пълни. Да, една по-видлива. Вие две са пълни. Има здрави и А какво е то? Ова е пред самата депортација. Секој еврин му било давано плико. Ова плико морал да напише име и презиме и да остави се што имал прстен обиловник. Значи са, прстен, наруквица, минјуши, златни заби, се морал да остави во ова плико и го предавал на бугарските полицајци пред да влезат во вагоните. Имаме тука околу 20 на пликоа, од кои што само 2 се полни. Тоа се заборавено да се земе. Конкретно во ова плико имаме златна нараквица. Што имаме друго? Заби. Имаме златна заби. И миндюшата е там. Стај го за да не ги жгули. Да.
Не го измишаме. Какво ме обяснено на тези хора, когато са ги сваляли тези неща от себе си? Не ви имал да ви кажа. Не знаете, не знаете какво им е казано. Кажано ми е овака. Сите ваши вредности, стајте ги у поверат, кои ќе го однесеме во Стара Българија, парите, златото, вредностите, сите ќе ги вратиме. Тоа била една огромна плача. Ево, тука е запишано. Што се остава? Еден прстен, една брошка, еден часовник, 6 корони златни. Се е напишано, он морал да го предаде во вагони во Требнинка во гасни комори, а ова дел на конто 544, дел кај Захариев и Ралев плячка, она што сакале да го украдат од плячка, тоа така се плячка на евреи. Од сега. Еве, дури златни заби, погледайте. Всичко. Све. Затоа што согласно Си пишувал што се остава. Значи на Све писмата мора да било пише. таксативно наброено што остава човек. За да може после под изговор да му се врати. Наводно. наводно ќе му ги вратат. Сега јас сакам нешто за бугарската јавност. Кетовите се ова. Тука се ова со цена. На основу овакви коверти и архиви, 98 година, Ще ги соберем? Да изчакаме ли? Не. Само на секунда. Дали вие може да се соберат? Да, приберете ли? Да, слушам ви. 98 година, еврејската општина во Македонија покрена иницијатива каде е благото на евреите од Македонија. И се формира една комисија на експерти на основа архивите кои постојат во Македонија. Горан сигурно ќе ви даде копија. Овде е утврдено точно вредноста према она што располагаме, што е оплячкано преку данокот, преку овие коверти од Македонија. И овој износ од експерти е утврден према златниот франк и декларацијата на вредноста на левот во тоа време, дека е оплячкано 16 милиона 498 383,95 американски долари. Къде са отишли тези пари? На конто, на така нареченото конто за еврејски въпроса во бугарската тогашна Народна банка. Тие пари си таму. Тоа е благото на евреите кои се убиени од Македонија. А след това тези пари, какво случва с тях? Со тие пари за сега не е решено прашањето. Ние мислиме дека демократските власти во Бугарија, а јас сум сигурен дека така ќе биде, дека и на ова прашање ќе обратат посебно внимание. Затоа што никој од нас, кои сме наследници на тие евреи, не го бара делот, како што ја ви покажав, од мојата фамилија. Ние сите сматраме дека демократска Бугарија ќе изнаде сили, да овие средства се врати преку еврејската општност во Република Македонија, како еден залог на мртвите за живите, од кои ќе се градат едукативни здравствени системи, не за потребите на еврејската општина, за едно општо граѓанско живење. За общо добро. Општо добро. Аз ще го поставите ли в обозримо бъдеще? Тоа Кога ще прашање е поставено и официјално преку бугарската амбасада. За сега немаме одговор. Во неколку Некои, така наречени политичари, во Бугарија велат дека тоа е прашање помеѓу две влади. Не е тоа прашање помеѓу две влади. Тоа е прашање помеѓу еврејската заедница и бугарската држава. Не треба во ова прашање да се имплицираат владите. За од тука се прават политички проблеми. Ова е прашање на достоинствост и демократичност на демократска Бугарија. Ништо повеќе. Ова не е прашање меѓу две влади. Ова е прашање помеѓу еврејската заедница и денешна демократска Бугарија. Какво е това, което сте отворили там? Това се кетуби. Още само една секунда. Кетуби, тоа се сертификати за Венчавање. на брак. За венчавање.
бугарските власти ги третирале дека тој има вредност од 100.000 лева. Ние 100.000 лева, евро треба да плати 20% данък. Тоа се 20.000 лева. Само за една кетуна. 20.000 лева тогава колко е струва? Какво може да си купи за 20.000 А, лева? во информациите што ние ги најдовме, тогашниот лев си задначувал со еден лев била една германска Райхстаг марка. Тоест 20.000 марки струва да се ожени евреите в Македония. Да. Само за еден брак. Боби ни казва тук, да? Само пак да ми покажете, може ли с... Да, с пръст. 100.000 лева. Пази да ги измешате документи. 100.000 лева. На тие 100.000 лева, значи цената која што бугарските чиновници сметале дека ова чини 100.000 лева. И на тие 100.000 лева евреите треба да платат согласно законот за данък 20%. Може ли да го, така да го задържите малко само Да изправим, но понеже е малко трудно. Субери сега да не уништиме нещо. Някои от тези искам с статизма да направим. Добре, само тези неща ще мога да ги има от масата, да ги сложим камерата на съдържи от ръка. Даже как се ти да можеш ли, Иван? Разбира се. Радионикът не Ето, не, ще ви моля така да остане, за да може да ги подправим.